Се наоѓаме на сцената на Универзална сала, каде што 90-тите години го запалив првпат светлото како мајстор на светло и бев момче од 22 години и се надевам дека светлото ќе го палам и гасам се до моето пензионирање. Се враќам од војска и случајно на оглас во весникот Нова Македонија или вечер како беше тоа, го наоѓам работното место. Самиот мајстор на светло, работното место мајстор на светло, значи треба да е креативен, да има познавање од уметноста, за да знае на пејачот да му направи светло и на публиката, што е многу важно, да му биде забавно за тие 2,5 часа што го гледа концертот. Во театарска представа, да се достигнат тие емоции, љубовни, насилнички, има представи, режисерот со наша соработка го прави светлото и се доловува моментот што треба да се долови во театарска представа за публика да го доживее тоа и од самите артисти и од светлото. Значи светлото е многу битен фактор и во сценографијата и во самата представа што се одвива, дали е театарска или балетска. Се случи на концертот на Наум Петревски. Значи од град Скопје снемува струја и сега публиката останува и пејачот во темница на сцена. Меѓутоа се упучуваат тие панични светилки, многу минимално се гледа во сала. Сега Наум Петревски продолжува да пее, на него не му треба ни микрофон, ни озвучување, каде што концертот продолжува да се одвива во нормала. Сите уметници беа многу јаки уметници и со сите сум имал контакт. Да не го заборавиме тука Владо Јаневски е наш одличен пејач кој одека имаше 7 концерти со многу публика. Тоше Проевски беше прекрасен човек како човек, а не и пејач. Значи беше многу добар и пејач, ама и беше многу добар човек кој не забораваше со сите од нас да се поздрави тука, да многу воспитен, многу културен. Изгубен е контактот со публиката. Значи со таа публика што се среќаваме тука секогаш беше различна. Имаме многу пријатели, многу луѓе ни ги отвараа вративе, меѓутоа многу ни е празно, празна ни е сала. Публиката ја красеше Универзална сала. За зборување на Универзална да се изгаси комплетно, многу би ме погодило тоа. Значи, јас сум навикнат да го гасам светлото на сцена и да го запалам светлото да испратам публиката. Од кога ќе излезе публиката, се гаси светлото, се прави проверка на сите простори и си одиме дома, се спремаме за утрешниот ден. Гасењето на Универзална сала не би ме погодило само мене лично, би ги погодило многу луѓе, што граѓани, што уметници. Значи многу луѓе и многу уметници пораснаа со оваа Универзална сала, како и јас. Од мојата младост пораснав тука, со многу убави настани, со многу убави сеќавања и се надевам дека ќе продолжат.